Тема која што е актуелна, тема за која што вреди да се дискутира, бидејќи последиците се чувствуваат глобално. Криза на Блискиот исток не пропуштаат ниту двете страни. Израел вели нема да дозволиме нуклеарно оружје, Иран се заканува дека ќе возврати на секој удар. Од Брисел повици за деескалација на војната, а истата не е само политички, туку економски проблем кој што се чувствува веќе и глобално, особено со високите цени на нафтените деривати. Што може да значи долготрајноста на конфликтот и имале механизми државата, меѓу другото, како да се справи со ситуацијата, се прашања кои што ги поставуваме на првиот човек на регулаторната комисија за енергетика, господинот Марко Бислимовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ајде, господине Бислимовски, така да почнеме. Каква е во моментов состојбата со енергетските пазари во Европа и светот? Па добро, од минатата недела од која започна овие воени судири на Блискиот исток помеѓу Израел и помеѓу Иран, прво нешто што се зголеми е цената на суровата нафта на светските берзи. Тоа веднаш се одрази на цените на дериватите. И оно уште што мене и најповеќе ме загрижува е што се одрази на цената на природниот газ. Некаде веќе цената на природниот газ на најголемата европска берза е оваа недела 40 евра за мегават час, што е за 20% поскапо тоа што беше минатата недела, но цената на електричната енергија е многу поврзана со цената на природниот газ и веќе имаме и нагорни предвижувања на фјучерсите за третиот квартал во 2025, за четвртиот за 2026, зголемување за цената на електричната енергија. Тоа не е некое драматично зголемување, околу 3-4% е, но трендот што се го има кај природниот газ би можел да биде проблематичен. Како и да имаме берзи кои што заради геополитика, заради оваа војна, се мощно чувствителни и цените растат на сите и на нафтените деривати, и на природниот газ, и на електричната енергија. Со нафтените деривати го почувствувавме пред некој ден, еве споменувате и електричната енергија. Може ли да се стори нешто за да се амортизира ударот до крајниот потрошувач? Значи, во делот на електричната енергија, особено кај делот на домаќинствата, цената е јасна, 62 евра за мегават час е. Таа цена ја понуди ЕСМИ за периодот од јули до декември, значи нема да има никакви промени. Загубите на електрична енергија се набавени и од Евана и од МЕПСО и тамо се цените стабилни, така во делот на електричната енергија, она што се однесува за домаќинствата, ќе нема промени сигурно до крајот на годината. Значи тамо најголемата државна компанија ЕСМ обезбедува ценовна стабилност. Она што го гледам во однос на цените на нафтените деривати, некаде во 2022 е изменет законот за акцизи и како расте цената на дериватите на светските берзи, така и акцизата ќе се намалува. Ако е акцизата, постоечката акциза, доколку цената на дизелот на берзите е помеѓу 800 и $1000, тогаш акцизата се намалува за 1 денар, ако е помеѓу 1000 и $1200, се намалува акцизата за 2 денари, и ако е над $1200, акцизата се намалува на $4, значи тоа е едно системско решение кое што функционира и се покажало во пракса. Споменав во најавата, Брисел повикува на деескалација, но двете страни се уште не попуштаат. Што би значило долготрајноста на конфликтот во однос на последиците? Какви сигнали добивате и од меѓународните партнери и од енергетските институции? По она што го гледам во однос на фјучерсите, доколку трае, значи, овој конфликт, да се надеваме дека нема да трае, затоа што се разбира, има и човечки животи се губа, што е најлошо, но и лошо се одразува на севкупното живење. Оно што гледаме дека цената, особено на нафтените деривати, ќе се зголемува и ќе биде негде помеѓу 90 и $100. Тоа апсолутно понатака ќе предизвика порасти на крајните цени на нафтените деривати, не само во Македонија, туку и во сите останати земји. Но верувам дека ќе преовлада разумот, дека ќе престане оваа војна и дека цената на
на суровата нафта на светските берзи повторно ќе се врати кон една стабилна цена помеѓу 65 и 70 долари, како што го имавме речи си постојано во оваа година. Значи, многу се чувствителни енергенсиве на овие геополитички случувања, но впрочем тоа е период кој што го живееме уште од кога започна агресијата на Русија врз Украина 2021-2022 постојано има турбуленции, за жал сето тоа се одразува понатака и на цената на нафтата, на гасот и на струјата. Колку е добро во овие моменти државата да размислува за стратешките резерви, кои што патем слушнавме во текот на вчерашниот ден дека засега ги имаме, но можеби за фиксна цена на енергенсите, како што се случи со основните производи изминатиот период? Значи, во делот на електричната енергија, како што кажав, сме обезбедени. ЕСМ обезбедува стабилна цена и за домаќинствата, и за тамо каде што треба и за загубите. И тамо можеме да влијаеме затоа што си имаме наше домашно производство. Во делот на природниот газ сме 100% увозно зависни и тамо е тешко да влијаеме, таа што е цена на берзите мора да се плати. Истото тоа ни важи и за нафтените деривати. Државните резерви, јас имам таа информација, нема проблем, постојат. Значи, ние во моментов немаме проблем со снабдување. Значи, испораките не е загрозено снабдувањето ниту со нафтени деривати, ниту со природен газ, ниту со електрична енергија. Едноставно имаме проблем со цените, кои што да пораснати се, но не се на нивото како што беа пред 2-3 години. И да не даде Господ да дојдат на тоа ниво. Ние имавме период кога цената на бензините и дизелот беа околу 110... Со стартот на руско-украинскиот конфликт 110 денари. Сега е далеко е пониска ситуацијата, имаме 67,5 се бензините, дизелот, бензините се тука околу 71-2, така да немаме се уште таква ситуација, но како што кажав, со законот за акцизи е предвидено како растат цените на дериватите на светските берзи, така државата ја намалува акцизата за да може да ги заштити интересите пред се на граѓаните и македонското стопанство. И во однос на интервенцијата на државата, постои ли можност на субвенции, да речеме, известни доколку дојде до зголемување драстично на цените на енергенсите? Па еден од начините државата во делот на нафтините деривати по закон го прави, може да се размислува во сериозни ситуации како и што се правело да се намали ДДВ-то. Во делот на електричната енергија, сега да бидам искрен, имаме цена од 62 евра за мегават час нуди ЕСМ, која што е далеку пониска и од неговата производна и од таа пазарната, и реално таа е цена која што иде на товар на грб на ЕСМ. Значи, во делот на електричната енергија сме стабилни, во делот на природниот газ, доколку има турбуленции, тој ни е особено битен за топлинската енергија во градот Скопје. Имаше таква пракса за снабдувањето со топлинска енергија во градот Скопје во 2022-2023 беше субвенционирано од државата и тоа некаде беа на годишно ниво околу 4 до 5 милиони евра. Значи, постојат такви опции секогаш. Има ли Европската унија во меѓувреме некаков координиран одговор на вакви ситуации? Може ли Македонија да се вклучи во тие механизми? Сега за сега нема, се уште рано ова треба да се видат ефектите, но од минатото апсолутно ја знаеме праксата. Европската унија ја вклучува и Македонија, имајќи во предвид дека Македонија е членка на енергетската заедница и на тој начин преку енергетската заедница и нашата држава е вклучена во сите донации, сите финансиски проекти во делот за поддршка и субвенции кои што ги дава Европската комисија на Македонија. Тоа го направија ЕУ, го направи 22-та, 23-та и континуирано и помага на Македонија. Ја следите ситуацијата и вие во континуитет. Ние постојано бараме информации од вас и ги добиваме. Еве пред некој ден изјавивте дека очекувате цените да се стабилизираат, посочувајќи го примерот со војната со Украина, кога цената на дизелот достигна $110 за барел. Она што мене ме интересира неколку дена по оваа изјава, дали се уште ве држи оптимизмот во однос на
цените? Па јас сум секогаш оптимист. Ние имаме, значи ова е прва недела каде што имаме зголемување на цените, значи сега ќе биде првиот удар. И денес регулаторната комисија за енергетика ќе носи понредна одлука, бидејќи ќе има зголемување на цената на дизелот и екстра лесното гориво за 2,5 денари, поради тоа што имаме драстично зголемување, но тоа не е само во Македонија. И председателот на Србија, господинот Александар Вучич, најави дека и во Србија утре ќе има драстично зголемување на цените на нафтените деривати. Значи, тоа што е првичниот удар, да, имавме едно зголемување во понеделникот од денар и пол и сега ќе имаме уште едно зголемување за дизелот, кажувам, од 2,5 денара, и да се надеваме дека полека цените ќе запрат, ќе се стабилизираат. Она што го гледам и што малку ја помогна во целата оваа ситуација е тоа што курсот на доларот ни се намали во однос на тоа што беше претходно, така да отприлика оваа недела да издржиме, па понатака мислам дека ќе почне полека да се стабилизира цената. Ќе следиме и ќе анализираме. Благодарам за денешните информации. Благодарам за поканата. Доколку користите дизел, наточете гориво, бидејќи слушнавте од утре имаме нови цени на горивата, 2,5 денари поскап дизел.